Предизвици да ги гледаме во пракса, во имплементацијата на овие закони, меѓутоа и во пошироката политичка и социјална, општествена средина. И Советот на Европа и таргетира, адресира клучни прашања во однос на финансирањето на граѓанските институции, но и учеството на организациите во креирањето политики. Од друга страна пак, во однос на слободата на изразување, средината е исто така особено тука предизвикувачка. Новинарите, граѓанските организации се соочуваат со многу репутацијски напади, со кампањи за оцрнување, координирани онлайн напади, ќе чуваме сигурно за тоа многу повеќе и од Бирн и од Метаморфозис. Меѓутоа за нас е важно дека оние активисти, организации, новинари, граѓански актери кои се занимаваат со теми како корупција, родова еднаквост, сензитивни теми, некогаш се оние кои што се се повеќе под напад. Антиродовата реторика е нешто што го гледаме се повеќе во јавноста. И неодамна имавме еден таков случај, пресудата против ИРЛ, што е особено загрижувачко од аспект на тоа што интерпретацијата беше дека не може да се смета за новинар тој што е поврзан со граѓанска организација. И ова навистина многу го стисна просторот за тоа што може да биде, што треба да биде истражувачко новинарство од јавен интерес. И тоа навистина создава, отвара многу прашања за тоа дали имаме стварно еднаков пристап и дали колку има тука политичка фаворизација. Она што е позитивно, што се разговара сега во рамките на Законот за здруженија и фондации е механизмот за кофинансирање на организации што спроведуваат ЕУ или други интернационални проекти. Ова може да биде навистина механизам што ќе го подобри пристапот до ЕУ програми, ќе ја зајакне финансиската одржливост на организациите, меѓутоа пак зависи од дали ќе се донесе и кога овој закон. Меѓутоа се уште е на почеток, имаше неколку состаноци, дискусиите се отворени, но допрва ќе видиме кој ќе биде импактот и ефикасноста, резултатите од тоа што постои овој совет. Втора е стратегијата за соработка, што исто така е усвоена со консултации на граѓански организации и дава една убава рамка за тоа како ќе се зајакне соработката и учеството на организациите. The enlargement candidate members and how we translate the gradual integration. So if we talk about gradual integration, from my point of view, you should be there in the civil dialogue in this platform together, maybe with observer role, but otherwise we are not having the proofs that the European Commission speaks truly about gradual integration. So maybe this could be a homework how you organize with other organizations in the region in order to have at least one organization as observer in the platform. More on the top of understanding the freedom of expression and fighting also for disinformation and acquiring these skills in their structure per se. Also, media should really know to understand the civil society work and to articulate their work in public and contributing to the citizens' understanding of the civil society work in certain sectors. That is because now we all live in a situation where the gatekeeper is gone. Social media has taken over the information channels, and that is where people get their information from, and without understanding that when media were the gatekeeper, that process included vetting and checking and double checking and making sure that you get the information which is verified. And this is a huge issue related to when we speak about their independence and the way they treated the public discourse, how they were involved in the public discourse during the election process.